Ако државниот обвинител оцени дека треба да бидам во затвор за Кочанската трагедија, веднаш нека ме приведат. Премиерот Мицкоски од собраниската говорница и врати на опозицијата по обвинувањата за селективна правда во истрагата. Дали свесното и тенденциозно разводнување на истрагата е со цел да се попречи правдата и да се заштитат актуелни функционери кои се директно виновни за непосредните причини за пожарот. Истрагата ја води јавниот обвинител. Не јас, не владата. Ако јавниот обвинител одлучи дека мене треба да ме приведат, еве тука министерот за внатрешни работи, нека ме приведат, одма истиот момент. А јас тие, како председател на владата, што ќе ги одреди јавниот обвинител дека треба да се приведат, заедно со министерот за внатрешни работи, ќе ги вадам за уши. И ќе ги приведувам. Ама не само за овој случај. И оние заборавените, за модуларната, за ласкарци, за Беса Транс, за сите. Немојте мислите дека ќе се заборави тоа. Законот за правична застапеност и укинатиот балансер ги скара премиерот и пратеникот од Уиблер Имбеџити. Бидејќи немате друга тема, не знаете што друго разборувате, нормално, и единствената тема е да ги злоупотребувате чувствата на албанците. И да испраќате политички пораки. Немате вие друга тема. Ако некој треба да се извини, вие треба да го искористите тој момент. А јас се извинувам што на вистина оваа држава порано не ви испратија во опозиција. Вие само пиар флускули се обидувате, а на второто за мускулите за тоа, ќе одговорам на второто прашање. Станавте и судија, менувавте ставови, влечевте луѓе за уши, алудиравте на албанците бидејќи арбор адеми. И реков, човечки е да барате извинување. Обвинување имаше и за хаосот во култура. Министерот Љутков вината ја прифрли на поранешните министри, откако СДСМ го обвинија дека не го почитува колективниот договор и работи на штета на културните работници. На седницата на собранието, посветена на пратенички прашања, премиерот им вети на граѓаните на опозицијските пратеници дека нема да дозволи штета да има во Битола и цела Пелагонија со градењето на организираната депонија во општината Новаци. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.